Полицијата ќе влегува по домовите и викендиците и ќе ги растура новогодишните забави. Засилени контроли по викендиците, становите и апартманите и никој немало да биде иземен од одговорност доколку организира журки и забави со групирања, уверува министерот Спасовски. Секој кој не ги почитува рестриктивните мерки ќе подлежи на кривична одговорност за загрозување на здравјето и безбедноста на граѓаните. Секој кој што нема да почитува, дали е тоа собственик на вили кои што ги издаваат или е граѓани кои што учествуваат во такви настани, ќе бидат понесени кривични пријави со кривична одговорност заради тоа што директно го нарушуваат животот и здравјето на граѓаните. Секаде, во секој момент, ќе имаме полициски служби кои што ќе извршат контрола дали одлуките се почитуваат и дали некој придонесува за нарушување на состојбата во ширењето на вирусот. На секоја една пријава или сознание кое што го добиваме, можеме да извршиме контрола и во тој момент, ако се утврди дека навистина се случува организирање на настан, се известува јавниот обвинител и постапуваме врз основа на закон за кривична постапка. Социјалните мрежи беа преплавени со објави и барања претежно од помладата популација за изнајмување на викендици за нова година. Од МВР уверуваа дека знаат за овој тренд и ќе реагираат соодветно. Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски изјави дека МВР има посебен оперативен план како ќе постапува за време на празниците. Не сакаше да открие детали, само рече дека доволно е да се знае дека секаде и во секој момент ќе има полициски службеници кои ќе вршат контрола.